Текстилната индустрија неколку години е во слободен пат. За само 8 месеци затворени се минимум 10 конфекции. Ангел Димитров од Организацијата на работодавачи вели дека речиси сите се во Источна Македонија. И оние што работат ги намалуваат работниците, бидејќи странските партнери заминуваат во други земји. Секојдневно имаме најава или за намалување на бројот на работниците или за затварање на компании, дека ова што беше најновата во Штип, за жал на начин кој не одговара на реалноста, бидејќи работниците треба да бидат запознаени со состојбите во компанијата, ако компанијата навистина има долгорочни проблеми во обавување на својата дејност, значи нема веќе работа и така натаму. Навреме треба да бидат запознати работниците, да не се стварат дополнителни побарувања кои тешко ќе се наплатат во една стечајна постапка, бидејќи секој стечај кој ќе се предизвика порано, доверителите помалку ќе изгубат. Па мислам дека некаде 10 на конфекции веќе ставија клуч на врата. Па и тие што не затварат ги намалуваат работниците, особено со заменување на постарите работници во пензија, тие воопшто немаат намера да вработат нови луѓе и да ја одржат дејноста на оно ниво што било порано. Текстилниот сектор преживеа 3 кризи, но последните се намалување на налозите од традиционалните германски партнери. Димитров вели дека во моментов македонските текстилни конфекции работат на помали налози, бидејќи токму овие налози конфекциите од Бангладеш не ги прифаќаат. Во оваа индустрија останаа да работат 25.000 работници. Па знаете, од 2010-12 година наму текстилната индустрија, посебно производство на облека, се наоѓа во една ситуација на постојано опаѓање на бројот на работниците, а со тоа опаѓање и на производството и на извозот. Но после корона кризата тоа опаѓање се засили, а особено дојде до израз проблемите што ги има германската економија као наш најголем трговски партнер и на текстилната индустрија со почетокот на војната во Украина и со енергетската криза. Тоа предизвика пат на побарувачката за текстилни производи во Германија, што директно влијаеше на работата на нашите конфекции. Значи, покрај она долгорочните тенденции што беа недостиг на квалификуван кадар, растот на платите и губење на конкурентската способност на оваа индустрија во однос, да речеме, на земите од далечниот исток, ова беше нов додатен негативен импулс за работењето на конфекциите. Македонските конфекции шијат пред целом производство или околу 93%, а само 7% е македонски бренд. Лани извозот на текстилна и кожарска индустрија изнесува 518,5 милиони долари и е за 6,15% од вкупниот извоз на државата.